Започнуваме со регионалните вести. Тетовската општинска администрација денес учеше за улогата и надлежностите на Комисијата за односи меѓу заедниците. За околу 1 месец ќе бидат познати и резултатите од анализата на правичната застапеност на заедниците во општина Тетово. Зошто е формирана Комисијата за односи меѓу заедниците, што работи и на кој начин комуницира со Советот на општина Тетово, денес учеа вработените во Тетовската општинска администрација. Денешната работилница беше дел од проектот Менада на општина Тетово и Сдруженијето Институт за развој на заедницата. Поканети се општинската администрација, а целта на обуката е да се запознаат со улогата на Комисијата за односи меѓу заедници. Значи, стварно не знаат за комисијава, стварно се слабо запознаени и администрацијата и граѓаните, така да веќе имавме една трибина во која беа поканети здруженија и граѓани. Првично, значи, тоа беше дел од анализата на работата на комисија и дознавме дека стварно немаат познавање. Знаеме дека сме имале проблеми со одлуките донесени во други општини кои не поминале на КОМС, значи кога сака, значи централната власт може да ги проблематизира одлуките на локалните власти доколку не се поминати во оваа комисија. Значи и целта на овој проект е да се зајагне улогата и да се доведе во ниво кое што треба да биде. Целта на проектот Менада е да ги зајакне капацитетите на Општинската комисија за односи меѓу заедниците, но и незината соработка со Општинската администрација, Сдруженијата на граѓани и Советот на општина Тетово за прашања врзани за правата на заедниците. Една од целите е да се изработи анализа за соодветната застапеност на заедниците во рамки на општина Тетово. Значи, анализата е во изработка и мислам дека ќе ни даде многу интересни информации да почекаме да биде изработена до крај. Мислам дека за највише 30 дена од прилика би требало да излезе конечната верзија, треба да видиме сега тоа, но во секој случај и оние информации кои што се поместени таму сметам дека ќе бидат доволно интересни и ќе ги отстрани сите спекулации и дилеми кои што постојат кај граѓаните. Ако постои потреба нели за да има можност и потреба да се вработаат и други граѓани, да се исполни соодветната и правичната застапеност, ќе се развијат препораки, но вработувањето не е секогаш само тоа предмет, тука имаме употреба на јазици, култура, символи, имење на улици, инфраструктурни објекти. Така да тоа прашање е малку покомплексно, пристапот ќе биде посеопфатен, така да ќе следите нашата работа и ќе информираме за сите моменти кои што ќе се појават во иднина. Проектот Менада на општина Тетово и Сдруженијето Институт за развој на заедницата е дел од заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа под наслов Промоција на човековите права и заштита на малцинствата во Југоисточна Европа. Проектот започна да се имплементира од февруари годинава, а ќе заврши до крајот на јануари следната година. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Општина Тетово денес информираше дека е започната нова мерка за намалување на загадувањето. Како резултат на зголемениот тренд на загадување на воздухот со PM частичките, општина Тетово од денес во раните утрински часови почна да прска калциум, магнезиум, ацетат на градските улици и булевари, со оглед дека правилната употреба на растворот може да придонесе до намалување на прашината и штетните микрочестички во воздухот и до 30%, соопшти денес општина Тетово. Исто така општина Тетово во рамки на нејзините законски надлежности уште во месец ноември 2014 година донесе сет на краткорочни и долгорочни активности и мерки за справување со загадувањето. Истите спроведени и лани и оваа година ќе бидат со зголемен интензитет и решителност. Овие мерки подразбираат спроведување на активности и мерки околу воспоставување на посебен режим на движење за тешките товарни возила, чија крајна дестинација не е градот Тетово, за истите да ги користат споредните околни
локални патишта. Исто така од страна на општинскиот инспекторат ќе се вршат строги контроли околу почитувањето на временскиот период за товар и истовар на стоки во градот Тетово, кој од 19 часот до 8 часот наутро. Евентуално негово непочитување ќе биде предмет на строги парични казни за несовесните граѓани или правни лица. Зголеменото загадување на амбиенталниот воздух во општина Тетово укажа за потреба за зголемување на бројот на инспектори за животна средина во склоп на општинскиот инспекторат, така да од лани нивниот број 2 инспектора е покачен на 11. Општина Тетово воведе и бесплатна СОС еколошка линија, се вршат зачестени контроли во индустријските капацитети со цел да се утврди дали истите поседуваат бе еколошка дозвола, се вели во соопштението од општина Тетово. Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар ја одбележа годишнината од стрелањето на 6-мината активисти на Народно-ослободителната борба во 1944 година кај црквата на Плоштадот. Пред спомен плочата на 6-мината активисти во Народно-ослободителната борба, на пригоден начин во Гостивар беше одбележена 71 година од нивното стрелање. Собирот традиционално го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци. На настанот присуствуваат членови на организацијата, почитувачи на слободарските традиции и ученици. Фашистичкиот окупатор ги застрела 6-мината наши сограѓани активисти на Народно-освободителната војна, и тоа Васил Печиновски, Израел Зафировски, Маренко Ѓорџиевски, сите од село Бањица, Сократ Павловски од Гостивар, Павле Петрски од село Валиндол и Чиро Ристовски Дрнц од Тетово. Неспорен е фактот дека на извршителите на ово злосторство им се брзало, бидејќи имале сигурни сознанија дека единиците на Народно-освободителната војска се приближуваат кон градот за негово конечно ослободување. Застрелените борци не ја дочекаа слободата за која многу мечтаеа. Таа радост им беше одземена со насилна смрт, но тие ги втемелија своите животи за самобитноста и државноста на Република Македонија. Затоа и овој пат им одаваме благодарност за нивната храброст и пожртвуваност. Тие беа и ќе останат во трајно сеќавање, а нивниот светол лик никогаш нема да исчезне како од сегашниве, така и од идните генерации. Присутните со едноминутно молчење и положување цвеќе на спомен плочата им одадоа почит на борците погубени неколку дена пред конечното ослободување на градот. Во меѓувреме течат и подготовките за манифестацијата по повод денот на ослободувањето на Гостивар 18 ноември. Во Гостиварскиот центар за социјална работа започна годишната обнова на документите за корисниците на социјална парична помош. Последен рок за поднесување на барањата е 11 декември. Започна задолжителната годишна обнова на документите за корисниците на социјална помош. Преку Центарот за социјална работа во Гостивар, парична помош примаат 2600 семејства. Тие имаат рок од 1 месец да ја обноват документацијата. Образците бесплатно ги подигнуваат директно во Центарот, а со себе неопходно е да имаат лична карта. Потврдите за невработеност, имотната состојба, непоседување возило и слично, социјалните служби ги обезбедуваат по службен пат. Образците за продолжување на правото, односно барањето, изјавите и потребната документација се обезбедуваат бесплатно во Центарот за социјална работа Гостивар, така што оваа година околу 2600 корисници на правото на социјална парична помош ќе имаат можност да поднесат барање за продолжување на нивното право во Центарот за социјална работа. Информираме дека дел од документацијата, односно потребната документација за продолжување на правото, Центарот за социјална работа Гостивар ќе ја обезбеди по службена должност. Значи, во текот на овој месец сите корисници на правото на социјална парична помош треба да поднесат барање за продолжување на правото, и тоа во Центарот за социјална работа треба да донесат единствено на увид важечка лична карта за себе и за сите полнолетни членови во домаќинството. Од Центарот апелираат корисниците навреме да ги поднесат барањата за продолжување на социјалната помош, во спротивно ќе го изгубат правото на користење. Доколку корисниците на правото не поднесат барање за
обновување, односно за продолжување на правото и не достават изјава во која ќе потврдат бројната и материјалната состојба на домаќинството, што е нивна законска обврска еднаш годишно, тогаш правото на социјална парична помош им престанува. Шалтерите на социјалните служби во Гостивар ќе бидат отворени за обнова на документите до 11 декември. Барања пак за пријавување на нови корисници на социјална помош се примаат тековно. Нелегална сеча на огревно дрво во Гостиварско Дебреше, бележи полицискиот билтен. Полицијата евидентира и 2 сообраќајни незгоди со неколку повредени лица. Во рамките на континуираните активности на секторот за внатрешни работи Тетово за откривање на нелегалното сечење, транспортирање и продажба на огревно дрво, вчера попладне околу 16 часот и 30 минути во гостиварското село Дебреше во близина на старото училиште, полициски службеници запреле трактор со приколка со гостиварски таблици, управуван од 27 годишен дебрешанец, а на кој се наоѓал и неговиот 31 годишен мештанин. Во приколката тие превезувале 2,5 метри кубно дабово дрво, за кое не поседувале соодветна документација. Двајцата се приведени, разговарано е со нив, а потоа се пуштени. Извршен е комплетен увид, а тракторот со дрвата е одземен и предаден на шумската полиција за натамошна постапка. По целосно расветлување на сите поединости ќе следува поднесок. Полицискиот билтен бележи и 2 сообраќајни незгоди. Според СВР Тетово, вчера вечер околу 20 часот на автопатот Тетово-Скопје, на нецел километар до Требошкиот надвозник, се случила сообраќајна незгода во која учествувале 3 возила, едно товарно и 2 патнички возила. Во судирот 3 лица се здобиле со телесни повреди. Тројцата со возило на брза помош пренесени се во Тетовската болница и по укажаната лекарска помош потешко повредениот е итно пренесен на скопските клиники, додека другите двајца се пуштени дома. По овластување на јавен обвинител извршен е увид и се утврдува причината и се друго поврзано со оваа сообраќајна незгода. Првично причина е неправилно вршење на дејствие, додека вкупната материјална штета се проценува на 150.000 денари. Како што информираат од Тетовската полиција, вчера околу пладне на локалниот пат во гостиварското село Балиндол се случила сообраќајна незгода во која учествувало патничко возило со гостиварски таблици, управувано од 53 годишник и 3 годишно дете, двајцата од ова село. Детето претходно седело на предното седиште од возилото кое било запрено, а го управувал неговиот дедо. Во еден момент тоа ја отворило вратата и трчајќи за да ја премине улицата удрило во друго возило кое било во движење. Од удирањето малолетното дете завршило со скршеница на десната подколеница. Пренесено е во гостиварската болница и потоа итно било префрлено на скопските клиники за натамошно лекување. Извршен е увид и се утврдуваат причините и другите околности во кои се случила несреќата, односно повредувањето на детето. Првично причина е невнимание. Средба на градоначалниците од Тетовско, членови на ДУИ со министерот за економија. Се разговараше за инвестициите во општините и средствата кои владата планира да ги одвои за развој на општините за наредната година. Значи, денеска владата, односно Министерството за економија во соработка со локалната самоуправа, имавме состанок со градоначалниците кои што се од страната на Демократска унија за интеграција. Разговаравме за сегментов на земјоделие и поточно разговаравме за субвенциите кои што се даваат од страна на Агенцијата за рурален развој. Тоа што констатиравме, сите градоначалници искажаа задоволство дека средствата кои што беа наменети за 2015 и кои што изнесуваа 3,5 милиони евра, за 2016 се дуплицирани, односно за 2016 се планирани негде околу 7,5 милиони евра. На овој начин владата на Република Македонија покажува дека и понатаму ќе работи и ќе функционира и ќе авансира да има рамномерен регионален развој во сите општини во Република Македонија. Започна со работа млечен ресторан на Ада Житополок во Тетово. Тетовци можат да уживаат во вкусот на пекарските производи, но и да купат производи од мелничкото производство на оваа реномирана компанија. Се отвори млечен ресторан на Ада Житополок во Тетово. Ова е втора продавница ресторан од ваков тип. Понаа во Скопје идејата е да се продолжи со отварање на ланец продавници низ целата држава, велат од Ада Житополок. Целта е производите на оваа компанија да станат подостапни за потрошувачите.
Препознатливиот вкус и квалитет на сите производи од сега им се достапни на потрошувачите. Самиот процес на ферментација и печење на одделни производи се спроведува во ресторанот, па така на граѓаните секојдневно им се достапни свежи пецива и топол леп. Во новоотворениот ресторан продавница тетовци можат да уживаат во вкусот на пекарските производи, но и да купат производи од мелничкото производство на оваа реномирана компанија. Десеттици видови на леп се само дел од широкиот асортиман на производи кои можат да се најдат во новоотворената продавница. Багети, погачи, леп со сусам, леп под сач, ченкарни, интегрални лебови, грахам, охридски, шарпланински, германски, тоскански и секако лебот Витал. Освојуваат и на изглед и по вкус. Солени и сладки пецива од најразлични видови, како мафини, круасани со солено и сладко полнење, кифли, сирењаци, печива со семки, погачици, лајбици и интегрални лиснати производи. Бурекот и баничките се секако неодменлив дел од асортиманот на Ада Житополок, како на дополнување на вкусните пекарски производи, се и млечните производи и безалкохолните пијалоци. Потрошувачите можат да ги вкусат купените пекарски производи во ресторанот и да уживаат во топлата атмосфера или пак да си понесат дома или на работа. Освен пекарските на располагање на потрошувачите им се и производите од мелничкото производство на Ада Житополок, како најразлични видови на брашно, потоа надалеку познатите јувки, тарана, тестенини и слично. Млечниот ресторан работи од 6 до 19 часот и е со локација на крстосницата на улицата Благоја Тоска со улицата кон општина, на истото место каде што претходно функционираше продавница на Ада Житополок. Од раководството на Ада Житополок најавуваат отварање и на други продавници од ваков тип во Тетово и низ државата. Утре во хотелот Лирак во Тетово ќе се одржи манифестацијата Етно вешта жена. Присутните гости ќе ги избираат најуспешно подготвените јадења со етно мотиви. Традицијата да се подготвуваат за да не се заборават старите македонски специјалитети се пренесува од генерација на генерација. Продолжува и понатаму преку организација на манифестацијата Етно вешта жена, која ја има токму таа цел да го негува наследството кое ни го оставиле нашите баби и мајки. Традиционалните јадења приготвени од рацете на вештите жени ќе бидат белеки на новото издание на манифестацијата Етно вешта жена, која утре ќе се одржи во хотелот Лирак во Тетово. Манифестацијата ќе започне во 18 часот. Ќе ја води Ирена Спировска, присутните ќе ги забавува познатиот поп-пејач Јоцепанов со маестро бенд. Етно вешта жена прво во есенскиот дел представува едно ревијално учество на вештите жени кои веќе се надпреварувале, учествувале, значи не само Тетово, и веќе во неколку градови календарот е направен, тоа е во есенскиот дел, трае до 13 декември и во меѓувреме главната цел и задачата која ни е како етно настан, да не ги заборавиме старите јадења, да не дозволиме младите да едноставно го заборават се она што поранешните наши родители го правеле, а воедно преку етно храната доаѓаме до правите вредности. Во кој смисол? Значи се користат производи кои што ние во Македонија ги имаме во изобилство. Значи, посебно, еве, конкретно за Тетово, ги имаме јаболката, ги имаме гравот, ги имаме тиквата, значи, се она што како храна е поценета од страна на младите и мислам дека преку ова ќе успееме на еден начин да ги убедиме дека се она што го правеле постарите сега, значи во тоа време кога биле и тие млади, сега веќе заслужува едно поголемо внимание. Значи ние во сите градови каде што организираме се прави етно маса со етно мотиви, значи ние тогаш од нафталинки ги извадиме и сите чаршави правени од свилена буба, ќе ги извадиме сите ткаени работи кои заслужуваат сепак големо внимание, ќе ги поставиме сите оние старински работи за кои што ги чуваат, се уште ги чуваат повозрасните, а во исто време тоа ќе биде забава која ќе трае 5 часа
На еден начин водител ќе биде Ирена Спировска, меѓутоа во програмата годинава рековме да преовлада забавата, а покрај забавата да видат се она што може да се направи. Јоце Панов ќе биде пејачот и тоа со него сме договорени, значи во сите градови. Тоа е еден пејач кој што и на Сунчане скале, тоа е поп пејач, меѓутоа е толку добар забавњак, да кажам, посебно за младите. И се надевам дека предизвикот ќе биде тој, а покрај присуството на етновешта жена ќе ги сознаат сите оние работи што треба да ги направиме. Медиумски покровители на етновешта жена 2015 се радио и телевизија КИС од Тетово. Сдруженијето на дијабетичари Тетово известува дека во четврток, 12 октомври, од 11 до 13 часот во просториите на Домот на пензионери во Тетово, по повод Светскиот ден за борба против дијабетесот, се организира мерење на шеќерот во крвта и сите заинтересирани можат бесплатно да проверат ниво на шеќер во крвта. Препораката за почеток на преговори за членство во Европската Унија за Македонија останува, но таа е условена со примена на договорот од Пржино, соопшти денеска во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент комесарот за проширување Јоханес Хан. Според Хан има релативно висок степен на усогласеност на македонското законодавство со европското, но прислушувањето во Македонија покажало дека има корупција и мешање на политиката во институциите што му прави штета на политичкиот систем на земјата. Хан, презентирајќи ги извештаите за напредокот на балканските држави и Турција во врска со Македонија, додаде дека најдобар начин да и се стави крај на политичката криза е примената на политичкиот договор што треба да продолжи на изборите во април идната година. Примената на договорот од Пржино ќе биде разгледана по изборите. Според Хан, меѓуетничките односи се и натаму кршливи, поради што се потребни мерки за доверба. Македонската асоциација на медиуми соопшти денеска дека извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија е пристрасен, субјективен и едностран, бидејќи не се контактирани новинарите кои се предмет на напади и не соодветствува со реалната состојба во медиумите. Според соопштението, очигледно е дека се одработува политичка агенда која ја финансираат нивните амбасади за проекти исклучиво во корист на СДСМ и нивните медиумски експоненти, при тоа покажувајќи со прст во сите останати државните институции како лошите момци. Од Европската комисија, како што наведуваат од МАН, воопшто не се погрижиле извештајот да биде целосен, туку темелен е само на информации добиени од СДСМ и активисти на фондацијата Сорос, и во извештајот не се споменува ни една форма на притисок ниту жртва од страна на СДСМ. Основниот суд Скопје 1 денеска соопшти дека на двајца осомничени за нападот на лекар од Оделението за дигестивна хирургија им е одржан притвор од 30 дена. Лекарот вчера беше нападнат и ранет со огнено оружје на неговото работно место на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. По инцидентот, дел од лекарите на клиничкиот центар излегува на протест и соопштија дека се додека не се преземат мерки нема да прават операции. Британскиот премиер Дейвид Камерон смета дека реформите на ЕУ што ги бара Велика Британија не се невозможна мисија, туку дека се остварливи, иако се согласува дека станува збор за голема работа. Премиерот Камерон е решен да има нови преговори меѓу Британија и ЕУ за обезбедување подобар договор пред да се организира британскиот референдум за останување или за напуштање на Унијата, што треба да се одржи до крајот на 2017 година. Во официјалното барање на Велика Британија се посочуваат 4 клучни моменти на кои инсистираат британците, а тоа се заштитата на единствениот пазар за земјата, но и за други 27 членки, почитување на конкурентноста, исклучување на Британија од сите евентуални натамошни подсврсти интеграции на ЕУ и рестрикции на мигрантите од Унијата и правата за социјалните бенефиции.
Британскиот премиер за надворешни работи Филип Хамонд изјави дека е многу веројатно рускиот авион во Египет во кој загинаа 224 луѓе да бил соборен од внатрешна експлозија поставена од джихадистите на Исламската држава. Рускиот премиер пак Димитри Медведев неодамна изјави дека Москва не отфрла можноста да се работи за терористички напад. Можноста да се работи за терористички чин останува очигледното објаснување за она што се случи, изјави Медведев во интервју за руски весник кој ќе биде објавен утре. Опозицијската Национална лига за демократија на Нобеловката Аунг Сан Су Ки е победник на првите слободни демократски избори во Мјанмар во изминативе 25 години со освоени 80% од гласовите. Лидерот на досегашната владеачка партија Унија за солидарност и развој го призна поразот, изјавувајќи дека ги прифаќаат резултатите без никакви забелешки. Изборите представуваат огромен чекор напред во транзицијата на земјата од диктатура кон демократија. На Суки, инаку позната како дамата, е забрането да застане на председателската позиција, но таа вели дека ќе владее оценка преку новиот лидер. Атлетичарите и националните сојузи кои чувствуваат дека се оштетени по откривањето на скандалот со прикривањето и уништувањето на допинг тестовите во Русија, во вторникот започнаа да си ги бараат медалите кои не ги освоиле од руските атлетичари, кои се споменуваат во извештајот на Светската антидопинг агенција. Прва се огласи американката Алисија Монтано, која на Олимписките игри во Лондон заврши на 5-то место во трката на 800 метри. На таа трка златниот и бронзениот медал го освоија Марија Савинова и Екатерина Поистигова, атлетичарки на кои по извештајот на ВАДА им се заканува доживотна суспензија. Денес имавме сончево време со локална облачност. Утринската температура се движеше од 2 до 10 степени, а дневната од 14 до 22 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8, а дневната од 15 до 22 степени. Со временската прогноза ги завршуваме и денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.